Во Македонија денеска се одбележуваат 113 години од смртта на револуционерот Гоце Делчев. Во црквата Свети Спас во Скопје беше одржана панихида на Македонската православна црква по повод 113 години од смртта на македонскиот национален херој и великан. По тој повод цвеќе положија владина делегација предводена од председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев, делегација на град Скопје предводена од градоначалникот Коце Тријановски, како и представници на политичко-општествениот живот во Македонија. Членовите на Државната изборна комисија му одговорија на техничкиот министер Оливер Спасовски, кој со индивидуално писмо до секој член ги повикал да ги избришат од избирачкиот список сите оние кои имаат само важечка патна исправа, а личната карта им е со истечен рок. Со 6 гласа за и 1 против, членовите на ДИК му одговориле на Спасовски дека тие постапуваат согласно изборниот законник, во кој е предвидено освен тие со важечка лична карта во избирачкиот список да бидат и оние со важечка патна исправа. Силвана Бонева, која во ДИК го представува ВМРО ДПМН, изјави дека Спасовски намерно сакал да подметне податоци со кои би се избришале над 130.000 граѓани кои имаат само важечка патна исправа. Доколку нема договор меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, за ДУИ најреална опција е враќање на владата на Груевски и Ахмети и одржување на редовни избори во 2018 година, пишува денешен дневник. Партиски извори од Маларечица за весникот посочиле дека ако не се одржат изборите на 5 јуни, тогаш тоа би значило дефинитивно поништување на договорот од Пржино. Во таква ситуација, изворите за весникот посочуваат дека ДУИ се подготвени да се вратат во владата со услов да се спаси специјалното јавно обвинителство и Државната изборна комисија. Од партијата за дневник најавуваат дека во текот на оваа недела ќе излезат со конечен став за нивното учество на изборите. А согласно роковникот на Државната изборна комисија, партиите во текот на утрешниот ден ќе треба да ги пријават своите членови на избирачките одбори. Тоа би бил првиот чекор на кој на некој начин ќе се даде каков таков одговор на прашањето дали партијата ќе учествува на изборите. Последниот ќе биде поднесувањето на кандидатските листи, кое според роковникот треба да биде најдоцна до 11 мај. Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка на Република Македонија одлучи да ја зголеми каматната стапка на благајничките записи како основна каматна стапка за 0,75% поени од 3,25% на 4%. Одлуката за затегнување на монетарната политика е реакција на зголемената побарувачка на девизи и притисоците врз депозитната база на банките, кои што во целост се последица на влошените очекувања на економските субјекти предизвикани од нестабилна политичка состојба во земјата. Со тоа, промената на каматната стапка е одговор на делувањето на факторите од неекономска природа, соопшти денеска Народната банка на Република Македонија. Во Грција во моментов има вкупно 53.731 мигрант и барател на азил, соопшти денеска грчката влада. Во последните 24 часа пристигнале 55 нови мигранти. А европските земји кои ќе одбијат да преземат дел од товарот од бегалската криза ќе мора да платат околу 250.000 евра по бегалец, објави Financial Times, нагласувајќи дека тоа е предвидено со новиот предлог на Европската комисија кој денеска ќе биде представен. Станува збор за казнена одредба, што е една од најспорните делови од предложените измени од Даблинскиот систем, истакнале неименувани европски представници. Постои можност за оваа мерка да се расправа и во следните денови и одредбата да биде изменета.